Училишното звоно во штипското село Чардаклија денес звонеше само за едно прваче. Малиот Андреј Ѓоргиев е единственото дете кое денес седна во делот наменет за првачиња. Малку збунето, малку исплашено, но со големи исчекувања. Андреј во прво тргна со точни очекувања што сака да научи. Оти учам таблиците. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А како малиот Андреј ќе го совлада материјалот? Со учење и со напор се надевам дека нема да биде тешка. Тука сме ние да му помогнеме, другарчињата. И секако доаѓа во нова средина, ова е за него нова средина, нов предизвик. Заедно со Андреј во училницата се уште 5 ученици во комбинирана паралелка. Една од нив е и неговата 3 години постара сестричка, која ќе му биде најголема поддршка, но и ќе учи заедно со него. Читање, пишување. Дали ќе биде тешко? Не. Нема да биде тешко. Не. Нема да биде тешко. Сепак, далеку поживо во училиштите дворови денес беше во другите места во регионот. Во прво оделение имаме запишано 52 ученика и во подрачните училишта околу 10, значи вкупно 62 ученика. На ниво на цело училиште имаме околу 615. Створени се услови за успешно почнување на учебната година, така да се надеваме дека секи помине во најдобар ред. Во Кочани на училиште денес тргнаа 5000 ученици. Во утринските часови прием направивме на учениците од подрачните две училишта. Од 8 саатот во подрачното училиште во Тркање, во 9 часот во подрачното училиште Грдовци, инаку бројката во основното училиште Никола Карепе од околу 50 ученика. Значи во 3 паралелки. Во Делчево годинава се запишани 57 ученици помалку од планираното. Во последните години имавме тренд на порест на бројот на првачињата во нашето училиште. Меѓутоа, со жалење можеме да кажеме дека наредната учебна година во село Габрово нема родено ниту едно дете во 2010 година, значи ниту едно дете нема да има за прво оделение, првачи. Матеј, Среќен си што тргна на училиште? да. Јас сум среќен што тргнав на училиште. Сакам да одам на училиште. Оваа година во нашето училиште има 8 превачиња, за разлика од лани беа 4. Оваа година, значи, бројот ни се зголеми. А како беше во Облешево? Училиштето денес ги прими 32 ново дојдени превачиња со подрачните училишта од село Бање, Кучичино, село Теранци. Штип вратите на училиштата за првооделенците ги отвори вчера, а денес од градоначалникот тие добија маички. Се викам Анастасија Трајчева и прво оделение сум и 6 години имам и наставничка ми е Ели Козарова. Дечињата кога доаѓаат во училиште се мали, значи со многу мал возраст, меѓутоа со наша помош во текот на годината, значи тие ги стекнуваат, со сите знања се стекнуваат. Па нашите очекувања се дека првачињата ќе учат, дека ќе бидат добри ученици. Оваа година за наше големо задоволство имаме поголем број на првачиња од минатата учебна година, така што бројот на првачиња во прво оделение е 53. Минатата година имавме 39. Дека ние како општина сме навистина заинтересирани да имаме одлично образование, бидејќи столбот на секоја држава од која се зависи сите други надградби е образованието. Ако имате образовани кадри, мислам дека ќе имате се. За основците и средношколците, околу 7000 на број, денешниот ден е добар за дружење, но обврските не се баш омилени. Денот е супер, а понатаму знаете дека обврските многу не ги сакаме, па ќе се потрудиме малце повеќе да допринесеме за школото, за нашите оцени, за нашето знаење. Сепак, дали е се подготвено за загревање на столчињата? Моментално, значи, сме спремни, бидејќи учениците се веќе прифатени, само имаме, од утринава имаме уште неколку ученици кои сакаат место повеќе. Тендерот за огревно дрво првиот пропадна, бидејќи никој не се јави. Во понатамошни консултации со
операторите кои што ги имаме, акционерското друштво Македонски шуми, очекуваме дека тие ќе се пријават и дека ќе имаме вториот пат ќе биде успешен. Во спротивно ќе тражиме поединечно решение за секој од училиштата. Сакам да порачам дека без обзир што и да биде, како и да биде, нашите училници ќе бидат затоплени. Новата учебна година беше повод за присуство на раководството на младите од ВМРО ДПМНЕ. Значи, за разлика од порано кога сите средношколци сами си ги плаќа книгите, сега владата им ги обезбедува, односно им обезбедува бесплатно средно образование. Исто така сакаме да ги потсетиме децата за најразличните стипендии кои што ова влада ги доделува. Вкупно 7.500 стипендии годишно се даваат на студенти и на средношколци. Воедно им делиме и флаери на кои што се означени сите проекти кои што беа реализирани во нивна корист во изминатиот период.